По најавите на владата за намалување на цените на основните прехранбени производи и притисокот врз маркетите, граѓаните се со поделени очекувања. Додека се чека конечниот договор и евентуалните законски мерки, граѓаните секојдневно прават математики пред маркетите. Дел од анкетираните граѓани велат дека сметките на каса се високи, па затоа се надеваат дека наскоро ќе почувствуваат олеснување на семејниот буџет. Други пак не се големи оптимисти дека цените значително ќе се намалат. Па во секој момент, бидејќи социјалната карта кај народот е многу слаба. Владата презема доста мерки, верувам во нив. Мислам дека прават напори за луѓето, за народот. Се надевам дека ќе се случи, бидејќи навистина го почнавме да го чувствуваме на наша кожа тоа зголемување. Кога се намалило нешто? Ај кажете. Тие толку се зголемени што џабе и да се намалат. Па се надеваме да ги намалат. Се надеваме да. Па не може да знае никој, тоа е поише работи има тука, нема производство увезуваат. Граѓаните сметаат дека овој потек на владата е за поздрав. Сметам дека вакви преговори треба да има често, и без да се чека да се дојде до некои, не знам, вакви покритични, да кажем, моменти. Овој потек добра е за жителите, ама. Ето поткитно секој им чест, браво. Па можеби треба према соседните земји да се уедначат цените тука негде, пошто од исто место збориме за увезната роба, за таа роба што од тука не знам. Како позитивен. Кога најавите за поевтини производи во маркетите ќе се претворат во реалност и ќе ја растоварат потрошувачката кошничка, останува да се види во периодот што следува. Премиерот Мицкоски веќе оствари средба со представници на големите ланци на маркети, а најави и состанок со производителите и дистрибутерите. Позицијата на премиерот е дека основните прехранбени производи мора да поевтинат и порача дека доколку тоа не се случи, владата има механизми како да се справи со самоволието на пазарот.